good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Почитувани гледачи, разговараме со Оливер Јовановски, човек околу кој се врти кога е во прашање женскиот фудбал во Кочани. ЖФК Кочани е екипа која во минатото имаше навистина врвни достигнувања, кога беше шампион на државата, освојуваше на купот, екипа која ја представуваше Македонија во купот на шампионите, во Лигата на шампионите, и екипа која овде во одреден момент доведе фудбалерки, буквално целата репрезентација на Македонија, кои представува вистинско задоволство за љубителите на фудбалот, бидејќи пружа на вистина квалитетен фудбал. Јовановски е мешан, или Јовановски е човекот кој ја креираше целата таа фудбалска историја на ЖФК Кочани, а ова година или сега во мај имаме посебна причина за разговор. Тоа е освојувањето на шампионската титула во втората фудбалска лига на Македонија и пласманот во првата лига. Ваков успех сигурно заслужува поголемо внимание и токму затоа ние и во текот на викендот бевме на градскиот стадион Никола Матов, каде што ја проследивме она оно одбележување на успесите и признание за заслужните и регистрирахме дел од ревијалниот надпревар помеѓу младинската селекција или екипа и сениорската, токму сениорска која се закити со трофејот во второлигашката конкуренција.
Може би малку подлога најава, но Јовановски пред се добре дојде во студиото на телевизија Кочани. Добар ден и поздрав до гледачите на телевизија Кочани. И да се навратиме малку на почетоците на ЖФК Кочани. Кога зборувам за почетоците, не мислам на оние почетоци кога започна како клуб, туку како стартувавте оваа фудбалска сезона, со какви амбиции и кога се роди идејата да решите, да одлучите и да стигнете до целта, а тоа е први во втората лига? Па така, оваа надпреварувачка 2024-2025 година започна во почетокот на август месец 2024 година, кога имавме разговори со раководството на клубот, со претседателот и со другите структури, управниот одбор, и се донесе заеднички став дека веќе една година играме во втора лига и дека оваа година треба да направиме напори да донесеме квалитетни засилувања за да можеме експресно да се вратиме во првата лига. За таа цел ги ангажиравме искусните играчи кои што веќе имаа настапувано за нашиот клуб пред едно 10 години, значи Афродита Салихи, Катерина Милеска, Ангела Стојковска и уште неколку фудбалерки кои што во тој момент беа прволигашки фудбалерки и настапуваа во клубови во прва лига. Најдовме заеднички јазик со нив, со управата на клубот и го направивме костурот на екипата, кој што беше подпомогнат со наши млади фудбалерки, кои што се доста талентирани и кои што всушност ќе представуваат едината како на женското фудбал во Кочани, така и во Македонија. Се роди идејата и за среќа успеавме. Изигравме 14 кола во втората фудбалска лига на Македонија, 13 победи, еден нерешен резултат и на крајот убедливо го освоивме првото место и веќе од есен 2025 година ЖФК Кочани повторно ќе игра во првата фудбалска лига на Македонија за жени. Вчера имавте убав повод и убаво дружење, би рекол, на градскиот стадион. Што се случуваше таму и која беше целта да се до тоа? Па да, вчера, значи на 25 мај, организиравме еден ревијален натпревар помеѓу сениорската екипа на ЖФК Кочани, кој го освои првото место во втората лига, и младинско-кадетската екипа, која што уште има своји надпревари и е навистина голем потенцијал, кој се моментално втори во лигата на ниво на Македонија, изигра еден ревијален надпревар, а се со цел беше официјално прославувањето на шампионската титула и уште еден повод имавме, а тоа е нашата долгогодишна капитанка Симона Веселинова, која што се прости од активното играње на фудбал, да ја дадеме едно признание, бидејќи во најтешките моменти, кога клубот беше во втора лига, кога имаше мал број на играчи, остана доследна на нашиот клуб и мислам дека вчера ќе дадовме едно признание и на достоинствен начин ја испративме во така наречена фудбалска пензија, меѓутоа таа се уште ќе биде во клубот, ќе помага, ќе работи во малите категории и ќе своето фудбалско искуство ќе пренесе и на помладите фудбалерки. Женскиот фудбал во Македонија, особено во одредени клубови, навистина во подем се ангажираат фудбалерки од страна. Какви се очекувањата, што може да очекува ЖФК Кочани во прволигашката конкуренција? Можам да кажам дека последните неколку години голем е напливот на играчи, фудбалерки кои што доаѓаат од другите држави, тоа се доста квалитетни играчи и веќе во секоја екипа, особено оние кои што се борат за шампионската титула, има најмалку по 5 странски фудбалерки и тие фактички го прават квалитетот и се отскокнуваат од другите фудбалски клубови. Таа разлика. Така е, да. И имаат разлика и затоа се и во врвот. Ние имавме во минатото фудбалерки во ЖФК Кочани од соседните држави, од Србија, имавме од Нигерија репрезентативки, меѓутоа за оваа година планираме исто да ги засилиме своите редови со фудбалерки кои што се поквалитетни и се надеваме дека до крајот на преводен рек тоа ќе го обезбедиме за да можеме што поуспешно да го стартуваме почетокот на новата сезона во првата фудбалска лига на Македонија за жени. Така. Тие што се борат за првата позиција во првата лига, ги знаете состојбите во женскиот фудбал во државата. Дали сме чекро поблизу до квалитетот што се нуди во Европа или можеби повеќе на Балканот, да речем? Па мислам дека со новите фудбалски засилувања кои што превладуваат пред се во Љуботен од Тетово, во Тетивери од Струмица и во Каменица, значи тоа се веќе проверени искусни фудбалерки кои што вредат на пазарот и дека секоја година во Македонија доаѓаат се поквалитетни странски засилувања, така да ги наречам,
и се надеваме дека веќе нашите клубови кои што настапуваат во Лига на шампиони веќе почнуваат и да победуваат и да освојуваат бодови, а со тоа се подигнува и рейтингот на женскиот фудбал во Македонија и се надеваме дека еден ден ќе успееме и да бидеме први во групата и да се пласираат во завршницата од Лигата на шампионите. Сето тоа допринесува што поголем број на квалитетни, на вистина квалитетни странски фудбалерки да настапуваат во клубовите во Македонија и со тоа да го подигнуваат, пак ќе кажем, и рейтингот на македонскиот женски фудбал. Според тоа што јас можам да го забележам во женскиот фудбал, особено за ЖФК Кочани, ми се чини дека сте поблизу до една екипа, до една база која би создавала таленти, фудбалерки кои понатаму може би со својот квалитет ќе излезат надвор од границите на државата и ќе не представуваат и во посилни европски клубови. Како сте организирани во овој момент? Колку категории на екипи на дечиња работат и како се до тоа функционира, колку фудбалерки едноставно се членови на ЖФК Кочани? Па ме радува фактот што моментално во нашиот женски фудбалски клуб има голем број на девојчиња од најразлични возрасти. Значи, ние моментално настапуваме и во другите лиги на Македонија, значи се напреваруваме во кадетската лига, се напреваруваме во младенската лига и секако во сениорската лига. И двете лиги бројат по 14 екипи на ниво на цела Македонија. Значи, ние имаме моментално над 30 девојчиња кои што едни играат за кадетската екипа на ЖФК Кочани, другите се напреваруваат во младинската екипа и тоа можем да кажеме да се напреваруваат со доста големи и позитивни резултати, бидејќи кадетките ни се втори на ниво на цела Македонија, а младинската екипа ни е шеста на ниво на цела Македонија. Имаме голем... Кои се кадетките пред нас, пред ЖФК Кочани? Пред ЖФК Кочани моментално ни се Скопје 2014 и во кадетска и во младинска категорија се први, меѓутоа во ЖФК Скопје настапуваат најдобрите девојчиња од цела Македонија, а ние тука им парираме, сме на второ место, бидејќи и нашиот клуб располага со доста квалитетни девојчиња кои што се иднината не само на кочанскиот, туку и на македонскиот фудбал и веќе активно се напреваруваат и се членови на македонските репрезентации, како U15, U17 и во U19. Така. Каква е состојбата со финансирањето на клубот? Дали може да функционирате со буџет кој досега го имавте во првата лига или таму ќе требаат и повеќе средства, бидејќи веројатно ќе ангажирате и некои фудбалери кои се, како што сами рековте, многу поскапи на пазарот. Што се несува до финансискиот дел, за тоа најодговорен е нашиот председател на клубот Радко Димитровски, кој што ги обезбедува сите финансиски средства за напреварувањето досега во втора лига. Меѓутоа сега во прва лига секако дека финансиите ќе бидат малку зголемени, бидејќи во втора лига имавме многу малку кола, околу 14, сега во прва лига се игра трокружен систем и куп надпревари, вкупно околу некаде 28 кола. Патувањата исто така, превозот, имаме најдалечни патувања ни се Струга, Тетово, Битола, така да финансискиот дел ќе биде зголемен оваа година. Се надеваме од помош и од други фирми, така да ги наречеме, од градот, кои што ќе имаат слух за фудбалот, ќе го препознаат успехот на женскиот фудбалски клуб и дека од оваа година прво ќе се потрудиме да бидеме стабилен прволигаш, а потоа за наредните година 2 до 3 и да се бориме за највисокиот пласман, на тоа освојањето на првото место и повторно го вратиме ЖФК Кочани на местото каде што беше во 2014 и во 2015 година. Ми се чини дека помошта од општината и од државата се многу мали во досегашниот период. Дали тука нешто се надевате на посилна поддршка финансиска? Можем да кажем дека помошта од општината и од државата се на едно минимално ниво. Се надеваме дека исто и тие ќе имаат слух за развојот на женскиот фудбал, како во нашата општина, така и пошироко, и дека со новиот буџет кој што следи за 2026 година, дека ќе излобираме да имаме што поголеми финансиски средства, се со цел да можеме да привлечеме уште поголем број на девојчиња, активно да ги вклучиме во клубот, да спортуваат и да произлезат некои таленти кои што понатаму ќе представуваат и државата и ќе бидат активни членови на нашата македонска репрезентација. Така. Дали во женскиот фудбал има скаути кои следат млади фудбалерки кои би можеле да прераснат во звезди? Дали има интерес, да речеме, за девојчињата од Кочани, оние кои се од помалите категории, од кадетски и од младинска? Па да, има некои фудбалски скаути кои што веќе ги следат надпреварите, особено во кадетските и младинските лиги, и има најави дека голем број од фудбалерките кои што се надпреваруваат
продолжуваат понатаму да се напреваруваат во поголемите клубови, како во Македонија, а понатаму продолжуваат и во странство. Имавме такви примери и од Кочани, една фудбалерка Бојана Петкова која што настапуваше во нашите редови, замина потоа во Љуботин, од Љуботин сега игра во Полска и голем број на други фудбалерки, така да има перспектива женскиот фудбал и сите оние кои што покажуваат особен интерес и кои се истакнуваат со своите игри, мислам дека се на радарот на скаутите и дека има шанси во догледна иднина и да ги продолжат своите фудбалски виштини, изучување на фудбалските виштини надвор границите на Македонија. И вака како стручно лице, обично има делови во државата каде се смета дека фудбалот не е толку многу за девојчиња, за женски. Дали им го препорачувате максимално на сите девојчиња кои го сакаат, а кои може би имаат некои табу теми во главата или бариери кои не им дозволуваат да се појават на фудбалското игралиште? Па да, секако тоа зависи најмногу и од самите родители кои што им наметнуваат на девојчината дека фудбалот е машки спорт, дека не е за девојчина. Во почетокот искрено доаѓаат поголем број на девојчина, пробаат да тренираат 2-3 и повеќе тренинзи и сами се пронаоѓаат. Тие што се поупорни, тие што мислат дека можат да ја совладаат фудбалската игра, техниките, елементите, остануваат, продолжуваат, додека другите се откажуваат и се насочуваат кон други спортови, дали кон кошарка, дали кон ракомет. Меѓутоа, тие што се упорни, што имаат малку талент за фудбал, остануваат и со надградба во клубот, со изучување, пак ќе кажа, на фудбалските елементи и преку надпреварите кои што се организирани од страна на Фудбалска федерација на Македонија, се насочуваат, го засакуваат фудбалот, се надпреваруваат и почнуваат да учествуваат и во лига системите, и да бидат активни во репрезентациите, и со тоа да дадат допринос да имаме што повеќе девојчиња како во клубот, така и во државата. Да, и секо придонос, односно придобивките и за нив се огромни, затоа што самото занимавање со спорт, потоа надпреварачки дух и така натаму се развиваат на максимални граници и тоа ги прави, би рекол, во иднина корисни, квалитетни граѓани на општеството. Па да, преку спортот тие се социализираат, се дружат, се стекнуваат со нови пријателства, со нови другарчиња, како од нашиот регион, така и од пошироко и како што реков, преку учеството во репрезентациите овозможуваат да прошетаат голем број на држави, да се запознаат таму со нивните култури, со нивните спортски навики и пак ќе кажам да изградиме здрави навики кај оваа млада популација, се социјално да ги оттргнеме од денешнината, од пороците и од оваа така да начин одморна ситуација која што моментално владее во Кочани. Така. И за крај доаѓа период сега за одмор, до кога ќе трае тоа и кога ќе започнат подготовките за новата фудбалска сезона. Предизвикот е голем, прва фудбалска лига на Македонија. Па да, првата и основна цел е да обезбедиме што подобар пласман оваа година во првата лига. Планираме јуни месец да го истренираме, јули месец да ја дадеме одмор на девојчињата и веќе од 1 август да стартуваме, бидејќи прва лига започнува крајот на август месец, додека младинските и кадетските категории почнуваат со настапи веќе во септември месец. Потребен е одмор на девојчињата, бидејќи има напорно првенство, добро да се одморат, да ги наполнат батериите и со новите засилувања кои што ги пристигнат во клубот да направиме на компактна целина и да го дочекаме спремни почетокот на првенството и да се надеваме на најдобар пласман. Ме беше задоволство и ви благодарам за разговорот. Благодарам на телевизија Кочани и на сите други кои што активно не следат и пишуваат за настаните во фудбалскиот клуб, во женскиот фудбалски клуб Кочани. Благодарам што еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Оливер Јовановски, шефот на стручниот штаб на ЖФК Кочани, човек кој едноставно ги е алфа и омега во женскиот фудбал во нашиот град, а со пласманот во првата фудбалска лига веќе Кочани се враќа на картата на најдобрите фудбалски екипи во државата во женскиот фудбал. Благодарам уште еднаш, пријатно и дојдување. You're a good soldier, choosing your battles.
Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa.